Нема конкретен напредок од Македонија во евроинтегративниот процес, се наведува во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава. Во него децидно се истакнува дека не е ништо направено за да се донесат уставните измени за вклучување на бугарите во уставот, што е обврска од договорот за добрососедство, а се наведува исполнување на договорот со Грција, но како што се прецизира, треба да има добра волја од сите страни. Северна Македонија изминатава година не презела решителни чекори за напредок во преговорите за членство и се уште не ги усвоила уставните измени, вклучително и за вклучување во уставот на граѓаните кои живеат во нив, а се дел од други народи, како што се бугарите, согласно заклучоците од јули 2022 година, кои се обврзала да ги започне. Билатералните договори со соседните земји, вклучувајќи го и преспанскиот договор меѓу Грција и Северна Македонија и договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Бугарија и Северна Македонија, бараат доверба од сите страни. Иако потпредседателката на Европската комисија Каја Калас претходно рече дека Македонија се уште не ги направила уставните измени, еврокомесарката за проширување Марта Кос Сосема Кусо, спомнувајќи не заедно со Босна и Херцеговина и Косово, рече дека земјите немаат напредок. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Во извештајот се наведува и дека земјата продолжила да работи на патоказите за владењето на правото, реформите во јавната администрација и функционирањето на демократските институции, како и на акцискиот план за заштита на малцинствата. Сепак и во овој извештај се изразува загриженост околу заштитата на независноста на судството и борбата против корупцијата. Северна Македонија треба да ги интензивира напорите за спроведување на реформите поврзани со Европската Унија, особено во рамките на кластерот основни вредности, особено за да се одржи владењето на правото, особено преку заштита на судската независност и интегритет, како и зајакнување на борбата против корупција и организираниот криминал. Како позитивен момент се истакнува и дека Македонија продолжува целосно да се усогласува со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, што сведочи за незиниот стратешки избор, се наведува во извештајот.